следно прашање е: кој е начинот на анализирање, како ја правите таа фундаментална анализа и кои видови на анализирање ги правите за да одлучите, пример сега, еве јас сум човек што ходи многу на ризик. Зошто? Затоа што само ризикот може да ви даде поврат. Па сега, видите, знаеш како животот не може секој пат се да биде перфектно, некогаш ќе се изгуби, но меѓутоа, јас правам споредба кога се враќам неколку години назад до денес, правам споредба од тоа што сум го добил и од тоа што сум го изгубил. И кога ќе направам споредба, јас сум повторно во плюс. И без разлика што сум изгубил, мене ми се случило и да изгубам. Да изгубам на акции ми се случило и на криптовалути да изгубам. Но меѓутоа, повратот што сум го имал како добивка уназад години со таков мајндсет како инвеститор, генерално, кој ќе земеме сума сумару, кога ги земеме вагата да видиме како да работите, дефинитивно секој еден би бил повеќе во плюс со еден таков мајндсет. Значи, моето прашање е како ги анализирате акциите и кога некој клиент, еве како јас, пример, што сака поризично да игра, како отприлика би направиле формулација на едно портфолио од пример 10 или 20 илјади евра, пример, сакам јас сега да инвестирам, и како ги бирате тие селектирања, дали правите само фундаментална анализа, дали правите и технички анализи, тоа ме интересира. Пред да почне Тимче, ќе кажам дека ние не смеме да даваме инвестицијско советување. Не сме инвестицијски советници. Само можеме да даеме идеја, али не можеме на инвеститорот или да му наложиме каде да ги вложи неговите средства. Ние можеме да даеме само идеја. Апсолутно се согласувам, значи јас фала ти што го спомна тоа, Бојан, никој од нас не е финансиски советник, значи да се разбериме. Вие сте брокери, а мојата работа е со криптовалути, каде што правам едукација и евентуално исто правам портфолио како портфолио стратег, портфолио за тие што сакаат да вложуваат во комодитети и во криптовалути. Така да од нас никој не е финансиски советник, апсолутно така е, но меѓутоа ние сега дискутираме наше искуство, наше знаење, како ние тоа го правиме, како го правиме тоа селектирање. Инаку јас и за тоа исто така кажував многу пати дека кога се прави фундаментална анализа кај акции, пример, и кога се прави фундаментална анализа кај криптовалути, тоа е многу различно. Сега на ова интервју, јас што го правам со вас, јас би сакал да ги запознаеме луѓето како еден професионален брокер прави анализа за одредена акција. И кога некој би сакал како мене вака поризично да игра, како би селектирале, пример, за 10.000 евра влог. Од прилика, значи, во кој сектор на акции, тоа ме интересира. Значи, вака, прво ќе почнам со трите основни типови на анализа кај акциите. Значи, три основни типови се фундаментална, техничка и сентиментална анализа. Фундаменталната анализа кога ги гледаме класично финансите извештаи на компанијата и финансиските индикатори и параметри. Односно, цена спрема заработка, price earnings на компанијата, цена спрема продажба, цена на акцијата спрема продажбата што ја остварува компанијата, сметководствена вредност пример на целиот тимот кога ќе го собере заедно во споредба со акцијата, грос профитот што го остварува, дали има деп, дали нема деп, кои се оперативните маргини. Врз база на таа фундаментална анализа, тоа е воедно анализата на Ворен Бафет, кој што ги селектира компаниите. Ова фундаментална анализа генерално функционира кај овие blue chip компании, кои што се веќе таблирани, кои што даваат дивиденда, и кај европските компании. При оваа фундаментална анализа може да најдеме кои се вистински здрави компании, кои што ќе постојат, голем веројатност да ќе постојат и наредните 50 години дека сме ние живи, голем веројатност да ќе бидат лидери во нивниот маркет, односно лесно ќе генерираат капитал, долгорочно ќе исплаќаат солидна дивиденда. Значи, фундаментална анализа е тоа. Се гледаат финансите перформанси на компанијата, финансите параметри и финансите извештаи. Кај техничката анализа користи генерално трейдерите или пократкорочните инвеститори, најчесто со некој можеби среднорочен инвеститор комбинација со фундаментална анализа. Кај техничка анализа се гледат историските податоци, како биле во минатото, и се гледат графиконите. Односно се барат такви патерни на графиконите кои се повторуваат. Значи техничарот, односно техничкиот аналитичар,
го зема графиконот за последните година дена, последните 6 месеци, последниот месец дена, па може и 5 дена или дневен, зависи каков трейдер. И гледа графиконот како се движел, пробува да најде некои параметри, односно патерни кои се повторуваат и врз база на тоа носи својата одлука. Генерално техничката анализа е за пократкорочно, што кажав, и за трейдер. И на крајот е најтешката анализа, односно психологијата или сентименталната анализа. При сентиментална анализа инвеститорот се труди да го опипа сентиментот, односно да ја опипа јавноста како е настроена кон одредена компанија и кон незината акција. Дали е прифатена компанијата добро, дали не е прифатена у очите на јавноста, дали луѓето ги посакуваат незините продукти или не ги посакуваат, дали компанијата во очите на инвеститорите и во очите на јавноста веруваат дека долгорочно има потенцијал или нема потенцијал. И врз база на тоа носи одлука. Например, една приказка интересна имам вака, другар мој во Америка, живееше во Детройт и во Чикаго, одам по продавниците и до секоја Nike продавница гледам Under Armour компанија, Under Armour што е спортскиот бренд. Тогаш беше Under Armour, вика акцијата доста падата, ама гледам Under Armour секаде пата со Nike, директни конкуренти. Он инвестира во Under Armour врз база на тоа што само ги анализирал спонзорските договори кои што ги давал Under Armour, продавниците колку ги има и продажбата што ја прават, како е прифатен бренд. И беше управо. Акцијата на Under Armour во короната пораста повеќе од дупло. И он го заработи тоа. Сентименталната анализа на некој начин е најабстрактна за тоа што се работи на чувство. Треба да видиш едноставно врз база на чувство или интуиција како е перцепиран еден бренд. Еве да го кажеме Nike сега исто, како конкурент на Under Armour. Nike е фирма со традиција. Луѓето ќе сакаат да носат Nike. Nike носиле од 80-та година, од 90-та, 2000-та, 2020-та. Веројатноста е голема дека и во наредните 10-15 години ќе се носи Nike. И сега ако некој верува во ова, може да инвестира во Nike, например, како сентиментален инвеститор и да ги пласира средства таму. И голема веројатност ќе биде управо. Да. Така да само сакам да потенцирам кога зборуваме за сентиментална анализа. Тоа важи исто така како се однесува пазарот во одреден момент. Дали сме во бер маркет, дали имало краш, па луѓето се исплашени. Значи тоа е во сентиментот. Може и да донесе и до шпекулација тоа исто така. Да, апсолутно, да. Генерално кога е пример bear market, средства се повлекуваат, нели се намалува ликвидност од пазарите, компанијата може да биде најдобра, да има најдобри перформанси, меѓутоа едноставно нема инвеститори. И така да и незината цена ќе отиде надоле. Од друга страна, кога има bull market, има некоја growth компанија потенцијална што е тотално загуба, тотално не остварува профит, лош финансиски извешти, меѓутоа јавноста перцепира дека има голем потенцијал, дека ќе направи некој продукт за 5 години што ќе биде експлозивен или ќе донесе револуција, тогаш јавноста врз база на тоа што има вишок средства, може да почне да ја купува таа компанија, да ја шпекулира и цената на компанијата да отиде 2, 3, 5 пати да се зголеми нагло. И покрај тоа што компанијата нема никакви фундаменти реално. Најголем дел од овие три анализи мислам дека според мене фундаменталната анализа е таа која што најмногу се задржуваме. Затоа што кај фундаменталната анализа уствари ја дознаваме компанијата како функционира, дали е во добивка, дали е во загуба. И претежно со фундаменталната анализа која што на долг рок можеш да прецениш со таа компанија што би се случувало. Така. За разлика од техничките анализи. Да. Техничките анализи се short term, се на краткорочен период и се базираат, како што каже и Тимче, се базираат на историски податоци. Да. Јас многу пати, многу често го имам спомнато ова. Јас лично, што е многу не својствено пример за криптовалутите сега малку од другата страна, повеќето тие што се во криптовалути како инвеститори, повеќето се однесуваат како трговци или трейдери, што би рекле, нели? Но меѓутоа, јас имам ова приметено од моје лично искуство, дека без разлика во кои финансиски пазари, во случајов сега зборуваме за акции, без разлика, тоа важи и за криптовалути, за сите пазари тоа важи. Јас ова имам приметено дека тие што се прави инвеститори, пошто јас морам да диференцирам, инвеститор е човек што вложува пари што во моментот не му требаат, ги остава во нешто што мисли дека вреди и не ги чепка полуг период, се додека не дојде до една профитабилност каде што пример може да продава. Да. За разлика од другата страна, овој трговецот е некој што секој ден мора да ги прати тие чартови, техничка анализа, за да биде
во самиот момент со сентиментот на пазарот и така да тргува. Но меѓутоа, јас сум го правил и едното и другото и од мое лично искуство ја заклучив дека секогаш кога се бираат проекти и тоа важи без разлика за сите финансиски пазари, особено за акции, но меѓутоа исто така и за криптовалути. Фундаментална анализа е нешто круцијално. И јас, мојот пристап е секогаш таков и преходно кога тргував со акции, исто така беше мојот таков пристап на фундаментална анализа. Зошто? Затоа што на тој начин ние можеме да видиме која е компанијата, која е нивната конкуренција, колку добро работеле, колку има добра ликвидност, кој е нивниот нето профит, кои се трошковите, како одат со трошкови и со приход, дали одат во нагорна линија, дали во надолна, и да видиме исто така дали нудат одредена, можеби во случајот кај што е технолошките пример акции, тие некој голем дел од нив нудат дури иновации. Така да нормално дека е во една ситуација кога некој инвеститор вложува во тие, можеби на минат рок ќе изгледа дека е волатилно, да, но меѓутоа повратот на такво нешто кога човек инвестира во иновација, особено кај овие технолошки акции, дефинитивно повратот ќе биде далеку поголем од пример овие што се најпознати компании што веќе котираат доста високо. Значи тоа сакам да го прецизирам. И исто така сега сакам да одам на следното прашање. Моето прашање е кога веќе се менаџира инвестициско портфолио од клиент, дали е тоа физичко лице или фирма, небитно. Сега, на пример, кога би го формулирале тоа портфолио и би правиле диверсификација на тоа портфолио, сакам да ми кажете двајцата по еден пример. Еден од вас да ми каже ризична, кој е тоа ризично портфолио, како изгледа тоа склопување на ризично портфолио, и еден од вас да ми каже како би изгледа тоа помалку ризично, постабилно портфолио, каде што нормално падот би бил помал, но меѓутоа исто така и добивката помала. Процентуално зборувам. Сега за едно покомплетно портфолио не е само на акции. Пример, правиме муабе за портфолио каде што ќе има и акции, и ќе има ETF фондови, и исто така каде што ќе има врзници. Значи сите тие три финансиски средства што вие конкретно ги работите во Шпаркасе банка, ме интересира кога правиме муабет за таа диверсификација. Покрај тоа како би оделе кои акции, мене ме интересира пример, еве сега сакаш ти да ми кажеш пример за постабилно портфолио. Во тој случај колку би било проценти, пример за да речеме, еве сакам да направам едно портфолио од 10.000 евра. Колку проценти би оделе во врзници, колку би оделе во фонд, колку би оделе во акции? Процентуално и посебно да ми кажеш за кои акции, каков тип на акции? За постабилното портфолио би кажале 50% би ставиле во ETF-и, во фондови, 30% би ги ставиле во, според мене, би ги ставил во врзници и 20% би ги ставил во акции. Сега ова е доста постабилно, каде што се гледа на долг рок. Конзервативно. Конзервативно, над 5 години, да кажеме, да се чува тоа портфолио, и мислам дека овој концепт би издржал и би добил на долг рок, би имало добар принос. За тие инвеститори кои што не сакаат многу да ризикуваат. Да. И фактички кога би имало едни вакви потреси кои сега, пример рецесија, помалку ликвидност во маркетите, тоа портфолио сигурно многу помалку би паднало процентуално, за разлика од некои други портфолија. Така, процентуално би имало. Али на долга стаза едно такво портфолио би било 100% сигурно. Едно подпрашање за врзниците. Сакав тука малку да се појасни малку како е ситуацијата кај нас во Македонија, какви типови на врзници имаме, нели имаме кратки и долги, која е вашата понуда што вие моментално можете да им понудите на вашите клиенти и на идни клиенти? Можеме да понудиме. Која е каматната стапка и на колку време, каков тип на врзници се нудат? Вака, преку Шпаркасе банка може да се купуваат и атрактивно е евробондови.
Тоа се еврообврзници кои што ги издава нашата држава кои што котираат на странските пазари. Тоа се доста актуелни и во услови на овие кризи беа доста актуелни тие и уште се тргуваат. Каде што имаат, нели, се издаваат, имаат дивидендни приноси од 5, 6, па дури до 7%. Тие приноси, таму имаме минимум кај што треба да се исполни за вложување во обврзниците, за разлика од домашните обврзници кои што се издаваат на домашен пазар. Евробондот е поатрактивен во моментот за разлика од домашните обврзници. Но може да се вложуваат и во домашни обврзници. Имаме краткорочни и долгорочни, може и во државни записи да се вложува, знаеме тие се за до 1 година, додека долгорочни обврзници се најчесто државата ги издава на 15 години. Околу 4-5% е каматната стапка која што доделува државата, но тука за едногодишни обврзници е 4 до 5%. И за едногодишно тука се за државните записи се движат 4,5%. Исто така актуелна беше и оваа граѓанската обврзница, каде што е на 2 години. 5% е каматната стапка, но исто така се врзуваат тука средствата на 2 години. Но е добро, за разлика од класичното штедење во депозит. Да, во случајов, пример, јас колку што сум запознат, пошто јас искрено не штедам, пример, колку е се моментално? 3% негде отприлика, мислам дека така нешто е. Например, депозит, штедење во ден. До 4,25 мислам дека максимумот може да оди. Али генерално просек 3%. Просек можеме да кажеме дека е 3% на депозит. Значи во случајов, ако некој има пари што народски кажано му стоја под перница, значи подобро ќе биде да, пример, во врзници ќе добие поголем процент, за разлика, пример, од да се става како депозит, пример. Да. Тоа сакавме да појаснам. Да, така, точно. Кажи ми, ова ме интересира, дали имаме, пример, 3 месечни врзници, дали има кај нас во Македонија така? Не, нема. Има државен запис е таа до 1 година, а тие на 1 година е државна врзница, најчесто, како што споменав, се 15 годишни врзници. Така, значи од 1 година до 15. Да, евробондовите се движат до 6 до 7 години. Кои што ги издржава на нашата држава. И тие се доста атрактивни во овој момент, во услови на криза. Знаеме дека обратно пропорционално функционираат, кога растат каматите, снова цената на врзниците и обратно. Значи, како што те разбрав, Бојан, ако сакаме конзервативно портфолио, во тој случај 40% ставаме во ETF, 30% во фондови, 30% ставаме во врзници и остатокот 30% во акции, нели? Да. Или 20%? 20% дека бива во акции. 20%, значи така. Тоа мислам 50-30-20. Да. Значи во тој случај дефинитивно тоа е доста конзервативно и на полугрок секако дека ќе даде придобивки и во случај на крашеви ќе биде многу постабилно за разлика од други инвестиции. Океј, сега на пример да одиме на мојот тип на игра, малку поризично. Еве сега јас имам 10.000 евра, како би го формулирале моето поризично портфолио? Затоа што познавајќи тебе дека сакаш си поагресивен инвеститор, дефинитивно би одел во технологија и во high growth potential companies, значи artificial intelligence, disturbing industry, како што кажавме, електрични возела, на финтеч и слично. Пример, значи твоето портфолио 50% веќе кога сакаш да бидеш ризичен, би го ставил во етаблирани технолошки компании како Apple, Microsoft, Google, Nvidia, така остаткот 50% или 40% би го ставил во не толку етаблирани компании, меѓутоа со дефинитивно голем поврат, како на пример Tesla, да кажеме, или artificial intelligence компании кои што работат на artificial intelligence, кои што утре би може да донесат огромен поврат. Меѓутоа, ова портфолио било многу волатилно и би имало можности да падне доста, не само да расте нагоре. Исто би размислили за опцијата да се најдат ETF фондови кои што вложуваат у пример одреден сектор. Да кажеме ETF фондови за обновливи извори, соларна енергија. Тоа може би е доста интересно во иднија. ETF фонд кој што вложува во роботика или во artificial intelligence. Значи тој ETF фонд ќе направи избир од 10-15 компании кои што вложуваат сите во artificial intelligence.
И ние тогаш нема да мораме да ја бареме иглата во сеното, да отвориме точната компанија, туку дури и да ги промашеме, да кажеме 12 компании од 15 да не перформират, доволно е 3 да направат некоја јака разлика, ти пак ќе завршиш у голем профит. Што значи не мора да бареме дали ќе биде стрикно Тесла или ќе биде некоја 10-та компанија што ќе перформира и купме сите електрични возила што произведуваат компании што имаат можност да доат напред и ќе се надеваме на поголем некој просечен поврат. Нема да биде толку што би донела Тесла индивидуално ако успее да го донесе поврат, меѓутоа просекот пак ќе биде доста подобар од колку другите поврати по-конзервативни акции што ќе нудат сигурно. Да. И имам уште едно подпрашање. Пример, сега има некои луѓе што се разбира за финансиски средства, имали искуство, еве јас пример лично, јас и години преко напред да почнам да активно се занимавам со крипто, јас тргував со акции. Дали можам пример јас на мојата инвестиција да дам препорака што сакам да се вложи и само вие тоа да го екзекутирате како брокери? Тоа е нашата работа во суштина. Оти, например, има многу луѓе што сакаат да вложат, ама не се сигурни. Пример, не следат, немаат време, имаат други обврски во животот, други професии, така натака, и не можат да знаат сега каков тип на акции, кои се поризични, кои не се. Едноставно ќе ви дојде, ќе ви каже, сакам нешто што ќе ми даде поголем поврат, и ти ќе му кажеш дека е поголем ризик, и нормално ти ќе и селектираш. Али во случај, например, кога некој знае, може само да даде како препорака, да каже, пример, еве сега, до Бојан или до Тимчо, да каже, значи јас сакам тие акции за тие пари, толку да се вложи, значи тоа може на тој начин, нели? На крајот на денот, Дарко, ние цело време без разлика колку да ги ние сакаме да ги едуцираме нашите инвеститори. Сакаме да му дадеме идеи, објаснувања за целокупниот маркет. Ние можеме да му дадеме некое мислење, на пример, што е интересно, и што инвеститорот мора да прочита сами од себе, се за таа компанија, да собере информација за тоа што на крајот ние не даваме инвестициски совет. Одлуката финална е негова. Чарот и зијанот, народски кажано, се само негови. Така да едноставно он одлучува. Ние како брокери добиваме налог од клиентот, го спроведуваме тој налог и го реализираме. Може да биде купувен, продажен налог, која сака акција, едноставно тоа е тоа. Тоа е нашата работа во суштина. Пред се, значи, спроведување на налози и едукација у спад што му нудиме на клиент. Така е. Сакав само уште ова да прашам. Еве сега како што кажав пример од моето пример портфолио што би го правило 10.000 евра. Имам уште едно подпрашање за да разјасниме за сите што не следат. Ако сакам тоа да го направите вие и нормално на сите да им појаснам дека за вложување во акции мора да одите преку брокери, значи секаде е така, така и кај нас во Македонија, тоа е начинот затоа што тие имаат лиценца за тоа и тие тоа го работат професионално, така да, значи тоа е начинот, треба да одите преку или брокерска фирма, но меѓутоа јас препорачувам подобро вака директно од овај тип на брокерај како што е директно во банката, затоа што ако одите во друга приватна брокерска фирма, сигурен сум дека трошковите ќе бидат уште поголеми. Од моје искуство, јас колку што сум запознаен. Мислам дека сум во право за ова што кажам. Прашањето ми е од прилика колку би ме коштало мене услугите ваши, пример, од прилика, сега нормално не можеме во најточно, од прилика кои се тие трошкови што требат инвеститорите да ги знаат кога би сакале да вложуваат во финансиски средства. Преку Шпарка се банка како брокери, како нивни брокери. Најголем дел ги не контактираат и ние им кажуваме кои се, ние си имаме нели тарифник по кој што се водиме, тој е јавен достапен тарифник. И известуваме сите трошоци кои што ќе подлежат, секако во зависност на износот кој што ќе биде инвестицијата, даваме соодветен попуст на тие брокерски провизии. Така да за сите клиенти гледаме колку што можеме да им удоволиме во поглед на тие надоместници. Така. Значи, после овој разговор, јас секако ќе аплодирам, ќе ставам линкови, каде може да ве најдат, каде може да ве контактират и исто така ќе ставиме линк под видеото за да го видат тарифникот, да си знаат кои им се трошковите и исто така постапките и контакт за да ве контактираат и така натака. Слободно да, може. Тоа ми на располагање. Сега имав уште едно последно прашање, а тоа е малку различно, односно
што ако некој што не следи или што не следи без разлика, некој сака да постане брокер во Македонија. Што треба тоа лице да направи за да постане професионален брокер како што сте вие двајца? Значи треба да положи за брокерска лиценца и треба да има искуство во финансиска институција, најмалку работно 1 година. Брокерска лиценца полага кај нашиот регулатор при Комисија за хартија од вредност. Она го ги води испитите, значи полагате таму испити и потоа добивате лиценца. Основна квалификација за да може да полагате да имате работно искуство во финансиска институција најмалку 1 година. Да, испитот ќе се надобрзам, испитот се содржи од неколку модули, значи и теоретски и практичен дел, каде што треба еден брокер да ги познава основите на брокерско работење и потоа настапува кон полагање на тие испити. Така. Има се соодветни материјали, регулаторот ги дава тие соодветни материјали, едукација, консултации со професори, се е достапно. Така. Имам едно последно прашање за крајов на ова интервју. Последното прашање ми е кое е ваше видување, пошто вие сте професионални брокери, нели ги следите како се движат финансиските пазари, секој од вас да ми каже едно кратко видување, мислење за пазарот, како со оглед на тоа како се движи, дали мислите дека во наредната година би имало поместување? Јас како што ги следам сите макроекономски параметри, сметам дека ова рецесија ќе потрае можеби некаде до крајот на оваа година, ако инфлацијата со тек на време падне и евентуално веќе да се запре тоа кревање на каматни стапки на сите централни банки ширум светот, вклучувајќи и кај нас во Македонија, тоа би било дефинитивно означување на еден друг вид на пазар, односно каде што ќе видиме цени во зелено и каде што дефинитивно пазарите ќе се движат во нагорна линија. Бојан, може да почнеме со тебе. Кој е твоето мислење и видување за пазарот во иднината, во наредниве 2 години? Согласно пазарот до сега како што се движи од овие рецесии и од војната од која е почната, знаеме дека е неизвестно. Секој ден е неизвестен пазарот. Може на пример еден ден да биде во нагорна линија, потоа да се сврти во надолна линија. Се зависи од инфлацијата, од зголемувањето, како што спомена, каматните стапки. Еве и денес ФЕД продолжи ги зголеми каматните стапки за 0,25%. Мислам дека ќе биде се уште неизвестно до крајот на оваа година, моментот, пресечниот момент каде што би почнало овие пазари да се движат во нагорна линија, според мене мислам дека ќе каже ФЕД стоп, тука правиме стагнација на покачување на каматните ставки и со нивно намалување. Во тој момент мислам дека пазарите ќе покажат зелено светло. И моје подпрашање исто така, Бојан, колку сме ние во корелација со америчкиот пазар, со европскиот пазар? Колку Македонија и македонската економија во корелација? Мислиш од аспект на финансиски пазари, како се движат кога таму има падови скокови, како се движат кај нас, како се рефлектира кај нас во Македонија? Можам да кажам дека се што се случува, пошто знаеме дека 90% америчката берза е таа која што е двигател на странските пазари, се рефлектира. Како што се рефлектира, мислам како започнува на америчка берза, така се рефлектира во Европската унија, така се рефлектира и кај нас и на нашите компании. Поради тоа што имаме, знаеме, компании во Македонија кои што се исто така изложени во странство, односно имаат извод кон странство и тоа е резултат уствари зошто се рефлектираат и имаат исто намалување. Ако се намалува америчката берза или имаме краш, се извинувам, тогаш ќе имаме краш и на македонските компании. Но знаеме дека во Македонија има малце ликвидноста во Македонија е малце. Имаме компании кои што се неликвидни и македонскиот пазар е малце помал за разлика од другите европските и америчките пазари. Апсолутно така е. Македонските инвеститори им стојат на располагање на македонските компании, каде што можат исто така преку нас да вложуваат.
и да купуваат акции во македонски компании. Така, Тинчо, Во врска со видување? ќе се надоврзам тука, мислам, на твоето мисли и на Бојан. Моментално ова е уште до крајата година ќе биде година со повеќе прашалници или повеќе непознати. Имаме уште висока инфлација, имаме војна во Украина, не се знае сега ќе дојде зимата пак, лани беше добра, дали ќе има енергетска криза. Гледаме кај Европа се повеќе и повеќе осиромашува, моментално се намалува стандард на Европа, Европа е веќе во рецесија и официјално, така да ќе биде малце можеби неизвестна година. Меѓутоа тоа што го гледам како долгорочно е една многу позитивна слика, посебно ќе зборувам за македонскиот пазар и за нашата земја, пред се за нашата јавност. Сметам дека буквално за 2-3 години од сега, ако не секој еден втор човек има изложеност во акции. Затоа што инфлацијата е висока, парите под перница веќе не се им исплаќаат, штедењето класично не знам колку се исплати. Мојата лична филозофија е дека ако ги чуваш пари што планираш да ги трошиш во наредните година дена, чувај ги во кеш. Меѓутоа секое средство што не планираш да го трошиш во наредна година дена, инвестира го во акции. Затоа што едноставно нема чар така само ти стои мртва пара на сметка. Сметам буквално еден посебно помеѓу младите луѓе дека ќе почне овој тренд, дека ќе има дел од средства ќе ги пласира во акции. За обичниот прошен инвеститор најдобро решение би било SP500, можеби индексот, и за поконзервативните Nasdaq. Например, го земеме SP500, индексот во последните 100 години носи поврат 10,50% просечно годишно. Тоа е феноменална цифра, мислам. Nasdaq е дури уште подобар, некаде од прилика околу 12 до 15%, треба да проверам точно, имаше осцилации во 2022 многу големи, меѓутоа пак е доста солиден поврат. Така да секој еден, мислам, и у Македонија со тек на време дека ќе се смени мајндсетот, оптимистот, ќе стане инвеститор, затоа што друга алтернатива дефинитивно нема. Да, апсолутно се согласувам. И апсурдно е, мислам, дека населението во нашата држава дека не е доволно финансиско едуцирано. Тоа е од каде што почнува зашто не инвестираат и има и се плашат. Да, долгорочно кој инвеститор не можеш да бидеш губитник. Ако не инвестираш се губиш. Долгорочно, со 5 до 10 години инвестицијски хоризонт или повеќе, секој во некоја фаза ќе бидеш профи. Затоа што гледате компаниите кои се blue chip компании, константно секоја година се повеќе и повеќе растат на долгорок. Само видите графиконите на Nike, на Coca-Cola, McDonald's, Mercedes, брендови што се етаблирани и Nestle, ќе видите само раст од последните 30 години. Така. Јас имам сега еден ексклузивно, сакам да кажам за сите што не следат, и пошто вие веќе тргувате со европски исто акции и покрај овие америчките, јас сакам ексклузивно за сите што сакаат да вложуваат во акции. Ова обично, овој совет не го давам вака јавно, но меѓутоа овај пат ќе направам исклучок. Сакам да им кажам на сите што сакаат да инвестираат и да инвестираат во акции што евентуално би им дале многу голем поврат, тоа се акции на фирми што работат изработка на блокчейн технологија. Јас веќе имав, пошто јас работам како портфолио стратег, покрај криптовалутите јас препорачувам по некои акции исто така на моите клиенти, но меѓутоа исто така и комодитети. Сметам дека комодитетот, особено злато, сребро, се многу битни, особено среброто затоа што се користи за изработка на компјутерски делови и тоа после не може да се врати назад. Така да залихата е веќе не е бескрајна залиха и на злато и на сребро, така да комодитетите се добар начин заедно за секој инвеститор во склоп со акции. Мислам дека би било одлично портфолио и за тие што нормално може да поднесат поголем ризик, исто така им препорачувам јас и за криптовалути, и кога ќе се направи диверсификација на едно такво портфолио, повратот би бил навистина еnormно голем. Али ова што сакав ексклузивно да го кажам е да се бараат акции што изработуваат блокчейн технологија. Проверете, еве пример на една акција што се тргува во германската берза. Фирмата се вика DeFi Technologies. Тие изработуваат блокчейн, исто така изработуваат доста апликации, децентрализирани апликации кои стојат на блокчейн, се градат на блокчейн, и тие нивната акција последно кога проверив скокна за минатата година, зборувам нормално, скокна преку 150%.
Така да, значи, тоа е голем отскок, значи покрај ваши препораки, моја препорака е дека треба тука да се гледат особено овие на NASDAQ и да се бараат акции кои што нудат иновација, посебна технологија и апсолутно и во финтек апсолутно и морам да спомнам вештачка интелигенција, затоа што вештачката интелигенција сакале или не сакале дефинитивно ќе биде двигател на секој фрагмент од нашето општество што ќе го живееме. Така да тоа би било од мене. Ако имате нешто да им порачате на нашите гледачи по-конкретно, може да дадете ваша порака пред да завршиме. Повели, Тимчо. За крај, така, сакам да заблагодарам на сите кои што го слушаат овој подкаст. Ќе ги оставиме нашите телефони со Бојан. Буквално секој еден што го слуша може да контактира, нема да го кошта ништо, ќе добие состанок, може да се види со нас, ќе добие бесплатно на некој начин едукација, може да не праша се што ни интересира, би било задоволствите овие гледачи што не гледаат да ги запознаеме. Така. Стоим на располагање за сите, сакаме да го смениме мајцето на луѓето, да му покажеме дека инвестирањето дека е огромна можност и дека едноставно секој ден треба дел од своите средства кои што ги располага да ги инвестира. Апсолутно, согласувам. Така, јас би кажал исто така, би се надоврзал само на Тимче, по-голем нека им биде фокусот на инвестирање. Тука сме ние, може да не побараат во секое време, достапни сме, дали било тоа преку телефон или состанок, краток состанок, тука сме и ќе им помогнеме. И за тие не тие што знаат. Може да отидете во најблиската филијала на Шпарксе банка, нашите колеги ги поврзат со нив, да ги побараат брокерите Бојан и Ефтим, така да тука сме стоим на располагање на сите. Нека се насочат сите кон инвестирање. Тоа е тоа. Апсолутно, се согласувам. Јас секогаш тоа го зборувам и повторно уште еднаш ви благодарам на вашето учество, ви благодарам што гостувавте во Токен Падок Македонија. За мене ова исто така беше едно ново искуство, затоа што јас прв пат правам интервју на мои гости на Токен Падок. До сега снимале во различен формат како подкаст, слободен разговор, но меѓутоа ова повеќе беше како интервју. Така да уште еднаш ви благодарам за вашето учество и им благодарам на сите што не гледаат и се надевам дека ќе одит сите што не следат и што го гледа овој разговор, се надевам дека ќе одат по патот на успехот, а патот на успехот е само преку инвестирање. Поздрав до Токен Падок заедницата. Фала, поздрав. Благодарам.